Во кој град би сакала да се разбудеш ова утро? Во Рим. Со која музика се бориш против сообраќајната гужва? Многу одам пешки, многу ретко сум во кола, бидејќи живеам во центар и не се борам со музика против тоа и така. Кога Кристина знае да опцуе? Кој ќе ми изнервира некој, кога? Која актерка најдобро би те одглумила на филм? Натали Портман, можеби. Која твоја песна ти е најдрага? Возови. Дали постои ситуација каде би посакала да бидеш машко? Не. Што те открива кога лажеш? Ја подотворам устата вака. Да беше на моје место со кого ќе направеше вакво интервју? Со Дженис Джоплин. Што прво забележуваш кај личност со која за прв пат разговараш? Рацете, стапалата, тоа колку личноста е негувана, ајде да кажеме. Кога беше првиот бакнеш на Кристина? Мислам дека имав 13 години. На кого му стимнуваш капа? На сите жени што во денешница успеваат да пристигнат да направат се, да имаат успешни кариери, да имаат семејства, себе си симнувам капа. На која песна стануваш во кафеана? Не е битна песната, зависи дали имам овакво испиено доволно. Пошто ретко тоа ми се дешава. Која веќе можеш да ја кренеш? Десната. Што им подготвуваш на гостите кога ќе дојдат кај тебе на вечера? Прошута, пармезан и вино. Како изгледаше твојата матура? Многу. Како ти изгледаш на таа матура? Јас изгледав као невеста. Мислам, бев облечена у бело. Ништо спектакуларно, обично фустанчета. За колку пари би се подстрижала кељава? Не ги правам работите у животот за пари, или ако ми текне може да се пострижам, ама тоа нема никогаш да ми текне. Еве сега ја шишав пред некој месец косава и тоа толку ми е мака што више нема да ја шишам. На кого во земјава би му забранила да пее? Тоа се глупости, мислам, никој на никого ништо не треба да забрани. Освен да убива и да навредува и да омаловажува. Како реагираш на лоша музика? Ја менувам. Ако имаш магично стапче, што би направила? Би направила луѓето да имаат подобри срца, да имаат повеќе емпатија во срцата, би ги направила малку почовечни, затоа што мислам дека единственото нешто што ни фали за подобар свет е луѓето како такви да бидат почовечни. Што би купила со последните 500 денари? Лото тикет? На кој соработник би му направила јавен пренк? На Бојан од IQ.